Почитувани, Зоран Заев на сметка на уставниот поредок, на сметка на државните и националните интереси, се само промовира во лидер со најголем рейтинг меѓу етничките албанци. Заев замина на луксузен одмор во странство, во Германија, и даде зелено светло да се реализира уште еден насилнички акт против Република Македонија. Акт за спроведување двојазичност и рушење на уставноста во Република Македонија. Вице-премиерот Бујар Османи го потврди тоа што СДСМ го криеше од граѓаните. Реализацијата на шверцуваниот закон за двојазичност остава последици по државата, а згоре на тоа подразбира и финансирање нова инфраструктура со стотици нови вработувања во администрацијата. Почитувани, организирана група за загрозување на уставниот поредок мора да одговара за тешки злоупотреби на службената положба и овластување со токму таква намера да го загрозат уставниот поредок и да нанесат огромна штета врз буџетот на Република Македонија. Директорот на службен весник Мартин Костовски заедно со Талат Џафери и Неџбели Ибраими свесно, со умисла и со најава на криминален начин вон сите прописи овозможија да биде објавен закон без подпис од председателот на Република Македонија. Тројцата здружени објавија закон и покрај сите јавни и експертски толкувања на прописите, спротивно на укажувањата од штетноста на таквото однесување, како и спротивноста на воспоставената правна пракса, укинат закон од Уставниот суд на Република Македонија објавен без подпис на председателот на државата. Токму затоа ВМРО-ДПМНЕ поднесе кривична пријава против Костовски, Џафери и Ибраими за злосторничко здружување, за злоупотреба на службената положба и овластувања и за саботажа, дела за кои што се предвидуваат долгогодишни затворски казни. Постои група, постои организираност, постои намера, постои цел, а тоа е свесно и со умисла, со злоупотреба на своите функции и работни обврски, спротивно на пропишаните процедури за прогласување на закон, да предизвикаат стапување на сила на закон за употреба на јазиците и со тоа да го загрозат уставниот поредок и да нанесат финансиска штета на државата. Постои огромна оправданост за кривична пријава за објавувањето на законот во службен весник. Почитувани, секој што ќе ги прекрши уставот и законите мора да одговара. Јавно-обвинителскиот систем мора да почне да работи по закон и да ги штити интересите на граѓаните и државата, наместо затворени во пупката на прислушување, да ги штити интересите на политичката врхушка. Системот мора да ја процесуира кривичната пријава против организираната група за загрозување на уставниот поредок. Криминалите против државата не застаруваат, ќе одговараат по кривичните пријави што ги поднесува ВМРО-ДПМНЕ, ќе одговараат многу брзо, сите, од прв до последен. Повелете со прашање. Дали имате пресметки колку ќе чини имплементацијата на законот за јазици, ако е така, што споменате, дека се неопходни стотина вработувања? Тоа што го напоменав беше објавено вчера од вице-премиерот Бујар Османи во негова изјава, каде што спротивно на соопштението на власта дека нема да има нови вработувања, дека нема да има нова инфраструктура, дека нема да има буџетско оптоварување за воведување во правниот систем на овој закон, внесен на шверцерски начин, противуставно, противзаконски. Неговите пресметки беа дека ќе треба да има нови вработувања, дека ќе треба да има нови институции, воспоставување на нови институции и сето тоа дека ќе биде на штета, на оптоварување на буџетот на Република Македонија. Тоа што е наш став, тоа што е став на ВМРО-ДПМНЕ е дека овој закон е противуставен, овој закон е донесен на противуставен начин, овој закон е донесен вон процедурите за носење, скршен е и деловникот, скршени се законите, скршен е и уставот, во однос на неговото објавување поднесени се кривични пријави за ова организирана група од тројца, директорот на службен весник, председателот на собранието и помошникот секретар на собранието. Завчера Скопје беше номиниран за најзагаден град во светот, а со истата загаденост се соочуваат уште 3-4 града во Македонија. Кој вашиот став? Колку што знам и Прилеп над 1000 дојде загаденоста, што е алармантно, што е еколошка катастрофа која што се случува во државата и која што покажува дека оваа власт, предводена од Зоран Заев, е
наменета само за една намена и воопшто немаат ниту способност, ниту сакаат да ги решаваат реалните проблеми на граѓаните. Се работи за еколошка катастрофа која што е еднаква на геноцид. Дури и објавените мерки од нивна страна не се мерки кои што долгорочно ќе допринесат за намалување на загаденоста, туку е една мерка која што е само некакво на брзина гасење на пожарот, условно кажано. 2 години помина од како се на власт, ветува чист воздух, ветува итни мерки, ветува мерки кои што долгорочно ќе го намалат загадувањето. Сведоци сме само на една мерка за која што постои огромна сумна, што тоа е дека после секоја енормно зголемување на загаденоста се расипуваат мерните станици и се гасат мерните станици низ градовите и оние места каде што ќе се покаже енормно загадување. Колку што имам информации, Сабајлево не работи мерната станица во Прилепо, како што не работи подолго време веќе мерните станици низ дел од Скопје, каде што се покажуваше најголемо загадување. ВМРО ДПМН предложи сет од 10 мерки пред подолг временски период во насока да се намали, системски да се намали загадувањето, за да може да имаме една поздрава животна средина во справување со оваа еколошка катастрофа, но сепак нема никакво почитување на тоа што ќе дојде како предлог од ВМРО ДПМН во насока на справување со овој огромен проблем за граѓаните. Пазарџиите се крена на протест поради новопредложениот закон за пазарите. Каков е вашиот став? Дали сте за повлекување на овој закон или да биде донесен? ВМРО ДПМН уште веднаш по објавувањето на информациите дека ќе се биде донесен ваков закон, односно предлог закон, реагираше и посочи на штетноста на едно вакво законско решение со кое што се опфатени, мислам дека 1/3 од оние кои што делуваат на зелените пазари, но и штетноста по буџетот на Република Македонија со оглед на тоа што, како што посочивме во неколкуте пресконференции организирани токму во насока на штетноста на оваа мерка предложена од власта, дека прво ниеден од засегнатите институции кои што функционираат на зелените пазари немаат против оние луѓе кои што се опфатени, онаа категорија на луѓе кои што се опфатени со оваа предлог мерка сега од власта за нивно делување на пазарите, а напротив се поттикнува една сива економија и дополнително осиромашување на граѓаните во услови на една голема економска криза која што се случува во Република Македонија. Колку што е познато, постои предлог за повлекување на ова законско решение против кое се побунија и пазарџиите и јавноста, а укажуваше и експертската јавност, но сепак немам информации дека до такво нешто ќе дојде. ВМРО ДПМН останува на ставот дека ова е штетен предлог закон кој директно влијае на социјалните категории кои што функционираат на зелените пазари и од аспект на оние што работат на зелените пазари, но и од аспект на оние кои што се корисници на услугите на оние што работат на зелените пазари.